Научно е докажано дека шахот го стимулира развојот на двете мозочни хемисфери, па така менталните придобивки од оваа мисловна игра се многубројни. Ја подобрува концентрацијата и меморијата, помага при стекнување на математички вештини и логички начин на размислување, ја развива креативноста и критичкото размислување и помага при градењето на аналитички начин на размислување. Исто така, овозможува и решавање на проблемите што како вештина може сериозно да влијае врз подобрување на квалитетот на животот. Шахот во голем дел го пресликува реалниот живот. На прво место, шахистите вежбаат трпеливост. Знаеме дека трпеливоста е добра за се во животот. Развиваат когнитивни вештини. Имаме социјален момент на дружење исто така, посебно помеѓу помладите. И развиваат својата логичко-математичка интелигенција, развиваат логичко размислување. Во текот на една шаховска партија има многу стратегија, има многу мотиви, има многу креативност што го вежбаат сите шахисти. Има безброј бенефити од шахот и затоа сметам дека е добра игра без разлика на возраст. 5-годишна возраст е идеалното време за секое дете да започне со запознавањето на оваа игра, советува Евтимов, и додава дека шахот е стратегиска игра која се учи систематски, односно чекор по чекор, и на тој начин и децата учат да бидат трпеливи и повеќе да размислуваат пред да донесат некаква одлука во шахот или понатаму во животот воопшто. Шахот да се учи систематски, да не се учи напамет, затоа што за да бидеш добар шахист треба да имаш и добра меморија, затоа што понекогаш некои ситуации на таблата се повтараат во различни партии, но се трудиме да се учи систематски затоа што можните опции во шаховската игра се безбројни. Се безбројни. И тоа едноставно не може да се учи напамет. Земајќи ги во предвид бројните бенефити од оваа мисловна игра, во некои од основните училишта низ земјава веќе се воведе изучување на шахот како изборен предмет од 1 до 4 оделение.